Сакаме денеска да го објавиме и официјално конкурсот за запишување на студенти во студиската 22-23 година. Конкурсот е веќе објавен на нашите интернет портали и на социјалните медиуми со кои управува универзитетот. Оваа година, како и минатите, запишуваме слична бројка на студенти. Вкупно универзитетот треба да прими 2202 студенти во државна квота, 913 редовни со кофинансирање и вонредни 755 или вкупно на 12 факултети и 3 академии, вкупно 3870 студенти. Тоа е вкупната бројка која што е предвидена со конкурсот. Уписните рокови, првиот уписен рок се 25, 26, 29 и 30 септември, вториот уписен рок 9 и 12 септември и третиот уписен рок 21 и 22 септември. Меѓутоа, веќе е отворен системот за примање на апликации и студентите може да се пријават, а физички документите да ги донесат после 10 август на локациите означени за пријам. Локациите се јавно се поставени во УГД инфо, односно кај студентските прашања спроти хотелот Оаза, и во рамки на правниот факултет имаме исто приемен пулт во центарот на градот. Можат и во другите, во сите наши кампуси, во Струмица, во Кавадарци и во Скопје исто така да ги остават физички документите. Исто така не е новост дека ние ги поддржуваме уписите на студентите, односно обезбедува универзитетот сам, обезбедува програми за стипендирање на студентите и тоа се на Факултетот за медицински науки 30 најдобро ранкирани кандидати, потоа на Земјоделски, Факултет за природни и технички науки, Економски факултет, Правен факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, по 20 најдобро рангирани кандидати, на Електротехнички факултет, Машински факултет и Техничко-технолошки факултет вкупно 10 кандидати, на факултетите за информатика исто така 20 имаме Факултетот за информатика, на Факултетот за образовни науки 10 најдобро рангирани кандидати, а на музичка 10 најдобро рангирани, на ликовна 5 и на Филмска академија 5. Ова стипендирање вклучува целосните трошоци за партиципација за прва година, 2022-2023, додека Факултетот за филолошки факултет има посебна програма за стипендирање во која сите студенти што се запишуваат на катедрата за македонски јазик се покриени трошоците, независно од бројот, колку се пријават, сите ќе бидат стипендирани, додека за 10 редовни дополнително се даваат по 10 стипендии за редовни студенти на англиски јазик и книжевност, на германски јазик и книжевност, на италијански јазик и книжевност и на турски јазик и книжевност. Значи, за сите програми добиваат, на филолошки факултет има посебни стипендии, таму бројот е најголем, тие имаат посебен центар кој што ги обезбедува овие стипендии. Секако на располагање се и стипендии од повеќе компании. Тие се најчесто од трет семестар, меѓутоа постојат поголем број на стипендии и поголем број на програми за стипендирање кои студентите го имаат како можност, и тоа се стипендии кои што имаат посебни договори. Ние само помагаме да ги споиме институциите и студентите, а правилата и начините на стипендирање ги дефинираат донаторите. Има и стипендии од Министерство за образование, има неколку програми, има студентите добиваат поддршка во повеќе програми од социјално ранливи категории, талентирани студенти, а мислам дека и на сите студенти од минатата година има и додаток одреден за храна.
бензинска пумпа. ДМД Oil.